Јас најпрви сакам да ви се заблагодарам за поканата. Навистина Finance Think е think tank организација која што многу направи за развојот на економските анализи во државата. Јас имав и лично прилика да соработувам со вас, со Маријан и со вашите соработници. Навистина на вашите настани не е едноставно да се зборува, бидејќи како што гледам во публиката се нашите најдобри економисти со кои што располагаме во државата, со генерации и мои професори и колеги и соработници. Да, изминатата година, годината пред неа, оваа година се исклучително кризни години. Започнавме 2021 година со надеж дека кризата во неа ќе се намали. Пред се тука мислам на здравствената криза и на економската криза предизвикана од неа, но не само што таа не се намали, туку пред крајот на 2021 година започна и европската енергетска криза, јас би рекол енергетска и финансиска криза, која што потоа беше следена од војниот напад на Русија врз Украина, што дополнително ја продлабочи кризата на европскиот континент, меѓутоа и во светски рамки, што негативно се отслика и врз нашата економија и врз економијата во Европа во целост. Она што ние го зададовме како цел, уште во 2021 година, знаејќи дека се наоѓаме во година 2022, која што ќе биде година на енергетска криза, година на се уште постоечка здравствена криза, имаме три цели, а тоа е заштитата на животниот стандард на граѓаните од енергетската криза и од економската криза, економски раст и зголемување на капиталните инвестиции. Првото се однесува на задржување на животниот стандард на оние кои што се најранливи, меѓутоа и на задржување на ликвидноста на компаниите. Второто се однесува на продолжување на програмите за раст на производството, за раст на извозот, за раст на стопанската активност во државата. И третото на зголемување на бруто инвестициите. Тука не мислам само на инвестициите кои што се доминантно од државниот буџет, меѓутоа и на приватните инвестиции, бидејќи тие треба да представуваат генератор на економскиот раст на државата на среден рок. Во однос на првата цел веднаш беа донесени мерките уште во 2021 година за намалување на данокот на додадена вредност на електричната енергија, а и при конципирањето на буџетот за 2022 година беа определени резерви од 130 милиони евра во буџетот со цел да може да се одржува ликвидноста на електроенергетскиот систем во државата, на компаниите кои што се дел од истиот и да се овозможи ценовна политика која што нема да дозволи ценовен шок за граѓаните. Меѓутоа тоа се краткорочни мерки кои што значат повторно субвенционирање. На среден рок нас веројатно ни се потребни посреднорочни мерки кои што ќе обезбедат одржливост на таа енергетска состојба каде што можеби домашното производство треба поинтензивно да се зголемува. Апсолутно секоја криза представува и можност. Ние во оваа криза увидовме и излезе на површина дека од времето на Социјалистичка федеративна република Југославија државата освен што пишувала стратегии и документи, практично нема направено ништо освен една хидроцентрала Света Петка и еден ветерен парк кој што капацитет за производство на електрична енергија од двата извора се незначителни и нешто мали фотоволтаични централи пред се како резултат на приватна иницијатива на македонски претприемачи. За таа цел беше изработена стратегија за практично транзиција на електроенергетскиот систем и ние веќе имаме јасна слика каде ќе се движи нашето производство на електрична енергија. Во моментов ние практично имаме производство кое што се базира исклучиво на јаглен во рек Битола, во рек Осломеј и на мазут во ТЕЦ Неготино, како и когенеративни гасни централи, значи исклучиво производство од црни извори на енергија кои што не само што ја загодуваат околината, меѓутоа и во овој момент со оглед на порастот на суровините на светските берзи не се ни со цена која што би била адекватна на тоа дека многу ја загадуваат животната средина. Веќе пред 10 дена ја пуштивме првата фотоволтаична централа
на старите наоѓалишта на јаглен во Осломе од 10 мегавати. Тоа е државна инвестиција која што е помогната со Европската банка за обнова и развој. Тука веќе се планирани и ќе отпочнат со градба уште две од по 50 мегавати фотоволтаични централи кои што ќе бидат изработени врз основа на концептот на јавно-приватно партнерство со компанија од Турција Fortis и компанија од Бугарија SolarPro и уште една 10 мегавати која што ќе биде во собственост исто така на СМ Македонија, практично со што ќе се замени 120 мегавати работата на Осломеј од јаглен со 120 мегавати моќност на фотоволтаични централи од обновливи извори на енергија и тоа е прв пример во југоисточна Европа. Во втора фаза е проектот Чебрен Галиште. Тоа е, ја би рекол, еден монументален историски проект кој што го воделе веројатно сите влади во независна Република Македонија, Северна Македонија, Социјалистичка Република Македонија. За прв пат се наоѓа во втора фаза, има 9 понудувачи кои што овие денови се на теренско разгледување на просторот каде што треба да се прави, за да можат сите да имаат еднакво ниво на информираност, да рамноправно учествуваат на тој тендер. Јас се надевам дека втората фаза ќе успее и дека конечно ќе имаме избрано изведувач. Тоа значи дека би очекувале дека една од приоритетите во следниот период ќе биде токму во енергетскиот сектор и се надевам на инвестиции кои што ќе обезбедат поголема самоодржливост на земјата. Меѓутоа, едно од прашањата кои што е актуелно во моментот е субвенциите, затоа што во моментот забележуваме дека секој еден проблем се очекува да биде решен на начин преку субвенции. Ова не е случај само во моментот. Субвенциите ни се нас долгорочна историја, каде што во изминатите 10 години ние во голема мера, голем дел од проблемите ги решаваме преку субвенции. Во позадина ќе оди еден график каде што ќе може да забележиме каде најмногу сме инвестирале и на тој график ќе забележите дека во 2020 година земјоделските субвенции, меѓутоа не само 2020 година, туку и години наназад се најдоминантни субвенции. После нив доаѓаат субвенциите во плата и придонеси. Да биде парадоксот поголем во ова тековна година на криза за храна, ние иако имаме големи субвенции за земјоделие, се соочуваме со предизвици како ќе снабдиме храна. Дали сметате дека е потребно структурно реформирање на субвенциите, па може би и структурно реформирање посебно на земјоделските субвенции, каде што оваа година ќе бидат насочени исклучиво кон оние критични продукти, пченка, пченица, сончоглед, месо? Апсолутно се согласувам со вас и тоа не само сега, туку од порано. Ние имаме само во изминатите години инвестирано околу 650 милиони евра во субвенции во земјоделството. Треба да се поддржува земјоделството, поддршката на земјоделците е со закон дефинирана. Тоа е стратешка дејност во секоја држава, така и во нашата. Меѓутоа, кога ќе погледнеме висината на субвенциите кои што се даваат, кога ќе се види дека субвенциите кај нас се даваат на инпут, односно на обработени површини, а не на аутпут, колку имаме практично производство добиено, ние ќе дојдеме до заклучок дека прво не сме имале стратешки пристап како држава, зборувам во изминатите 15 години, во однос на тоа што сакаме да произведуваме, и второ, не сме го намалиле увозот на храна со сите овие субвенции кои што сме ги дале. Оваа криза не научи дека мора да се инвестира стратешки, како што зборував пред малку во енергетиката, исто така и во земјоделството. Затоа веќе е направен нов интервентен фонд оваа година и програмата е веќе направена, во која што се клучни за инвестирање пченката, пченицата, јачменот и сончогледот. Второ, поледелството и трето, сточарството и нормално обоштарството како поледелството и овощарството како извозни гранки на нашето земјоделие. Исто така, во однос на субвенциите, воведуваме неколку новини, а тоа е прво воведување за прв пат на авансна исплата на субвенции и тоа ќе започне во оваа година со обоштарството, што значи дека субвенциите ќе бидат исплатени 30% пред да започне сезоната, тогаш кога најмногу им би треба на земјоделците
средствата за да може да инвестираат во насадот, а 70% потоа според планот за исплата на субвенциите. Второ, ќе бидат зголемени сумите за засадување на пченица и на пченка, како и на сончоглед, и тоа ќе бидат на историски највисоко ниво. Дополнително за секој зголемено производство по хектар на пченка и на пченица ќе следува зголемено дополнително ниво на субвенција, што значи дека веќе субвенциите со оваа мерка ги пренасаме од полето на инпут на моделот на аутпут, на она што ќе биде произведено, и исто така истите тие површини ќе бидат субвенционирани и со зелена нафта, која што ќе биде во зголемен износ по хектар обработена површина со оглед на зголемените цени на енергенсите. Истото се однесува и на делот на сточарството, односно ќе бидат зголемени субвенциите за глава во овчарството, во делот на предадени јагњена во кланичната индустрија, потоа во делот на одедувањето на свињите, односно за се она што се чува за тов, и исто така во делот на живинарството, односно субвенционирање на секоја дополнителна живина која што веќе носи јајца. Со тоа треба да се зголеми производството на храна во државата. Ова е само почеток, за ова веќе се определени 400 милиони денари сега во програмата, меѓутоа веќе Министерството за земјоделство, Министерството за економија и Министерството за финансии работат на подготовката на програмата и на буџетот за 2023 година, каде што доминантно ќе биде инвестирањето и субвенционирањето во стратешките култури, така како што сега ги набројав, и дополнително овоштарството, да не го заборавам, веќе работиме на изнаоѓање на пазари за оние, особено за јаболката и за другите овошја кои што се продаваат доминантно во Украина и во Русија, каде во моментов е практично невозможно да се воспостави ниту транспорт, ниту пазар, за да може да се најде пазар. Меѓутоа и тоа производство е со зголемена поддршка од државата, како во делот на субвенции за насади по хектар, така и за зголемено субвенционирање на насади вон гранични реони и за субвенционирање на зелената нафта. Јасен е планот и јасно е насочен кон стратешките култури, за разлика од тоа што сме го имале во минатото. Така, една од актуелните теми која што и во моментот се порастот на платите и очекувањата кои што постојат околу платите. Имаме уште еден график на кој што ќе ги забележите какви се очекувањата за пораст на плата. Од претходниот график забележавте дека во 2020 година субвенциите за плати и придонеси се втори по големина кои што се од буџет. Синдикатот прогласи триумф со порастот на минималната плата, меѓутоа тоа отвара две прашања. Забележуваме сега дека веќе не е се само минималните плати, туку забележуваме дека имаме притисок за пораст на платите и во образование, и во државна управа, судство и сите останати сектори. Тоа ги отвара двете легитимни прашања. Прво, какво ќе биде влијанието врз буџетскиот дефицит и јавниот долг и колку буџетот може да издржи таква форма на зголемување во која што во моментот ги забележуваме како барања, и второ, во која мера во отсуство на поголема продуктивност на трудот, евентуално зголемување на побарувачката може да долее масло на огнот на цените. Најпрвен, зголемувањето на минималната плата и зголемувањето на просечната плата беа дел од изборната програма на оваа влада која што во моментов ја води државата, меѓутоа и на претходната влада, со оглед на тоа дека се работи за социјалдемократски влади, кои што во својата основа, во фундаментот, имаат заштита на работничките права. И тоа и се потврди преку зголемувањето на минималната плата. Ние денес имаме минимална плата која што е двојно поголема од минималната плата која што беше во претходниот период, значи пред 5 години, од 8.000 денари, од 9.000 денари, 8.800, сега имаме
18.000 денари Тоа е минимална легитимно. плата. Но дали можеме да го издржиме тоа? Имаме 18.000 денари плата. Истото беше и кога беше 15.000 денари платата и кога беше 12.000 денари, дали ќе го издржиме, се потврди дека го издржавме. Затоа зашто прво се зголеми индустријското производство, се зголеми просечната плата и се зголеми извозот и се зголемија даночните приходи и се намали стапката на невработеност. Ние во моментов имаме најниска стапка на невработеност во државата од 15,2%. Ако погледнеме зашто зборуваме за одржливост или неодржливост, порано беа потребни 4,25 минимални плати за да се покрие една потрошувачка кошничка. Тоа е неодржливо. Значи, замислите двајца да работат со минимална плата, тие не можат да покријат дома со две деца една потрошувачка синдикална кошничка. Тоа е неодржливо. И ние како политичари и како економисти не смееме да водиме дебати за тоа дали е неодржливо ако зголемиме животен стандард на граѓаните. Второ, просечната плата расне и со зголемувањето на продуктивноста. Јас посетив многу фабрики, ниту една од нив, дури и со стопанските комори кога разговаравме при зголемувањето последно на минималната плата, никој немаше забелешки во однос на зголемувањето на минималната плата, дури и најголемиот дел од платите беа над минималната плата од 18.000 денари во овие индустријски сектори и ние како држава мора да се стремиме кон зголемување на продуктивноста и кон инвестирање во попродуктивни индустријски гранки. Тоа и се потврдува преку планот за инвестиции на државата, бидејќи вие знаете дека беа прво изедначени странските и домашните инвестиции и над 400 компании веќе користат државна помош во однос на инвестициите, при што се зголемува и бројот на вработените, меѓутоа и самата опрема и автоматизација на компаниите, што ја зголемува и производството и продуктивноста на трудот. Во однос на одржливост од буџетот, постои втор дел на зголемувањето на платите, а тоа е во јавната управа, јас така ја нарекувам, не само јавна администрација, односно во јавниот сектор. Ние имаме јавен сектор кој што е некаде од 138.000 работници и сите досегашни зголемувања и на пензиите кои што беа направени и на минималната плата беа низ социјално-економскиот диалог, каде што присуствуваа сите синдикати и репрезентативниот, меѓутоа на моје инсистирање секогаш присуствуваат и нерепрезентативните синдикати, каде што јасно разговаравме дека треба да се зголемуваат секаде платите, меѓутоа тоа мора да се направи низ еден процес на реформи, бидејќи само зголемување на платите кои што се најлесно се зголемува плата која што ја плаќаат даночни обврзници, бидејќи платите во јавниот сектор ги плаќаат даночните обврзници и тие плати најлесно се зголемуваат затоа зашто синдикатот ќе побара, владата ќе одобри, а ќе ги платат даночните обврзници. Треба да осмениме пристапот. Дури и кога разговараме со синдикатите, разговараме за три аспекти. Едниот е зголемување нормално, согласно со растот на животниот стандард, согласно со растот на минималната плата, согласно со растот на трошоците за живот, на инфлацијата и така натаму. Меѓутоа, второто е воведување на одржлива методологија за пораст на истите и трето е да тие бидат следени со реформи, бидејќи на крајот на денот, оние кои што ги плаќаат, тие плати, а тоа се граѓаните, очекуваат и повисоко ниво на услуги. Во однос на одржливоста на буџетот, Министерството за финансии го проектираше буџетот согласно со стапките за раст кои што беа планирани во 2021 година за 2022 година. Ние во моментов имаме приходи кои што се над планот, трошоците заради мерките кои што ги воведовме, а тоа е пакет антикризни мерки од 400 милиони евра е последниот и пред тоа имавме трошоци заради финансирање на зголемените цени на електрична енергија во износ од некаде 200 милиони, значи вкупно околу 610 милиони, 615 милиони евра се инвестирани, што на страната на намалување на приходите во буџетот, што на страната на директни издатоци за најранливите категории на граѓани, за поддршка на компаниите и за одржување на ликвидноста на енергетскиот сектор. Тоа не стави во позиција да донесеме јасни одлуки за намалување прво за 8% на тековните трошоци во буџетот, меѓутоа и за дополнително ограничување на сите непродуктивни трошоци и на сите непродуктивни инвестиции во коли, во мебел,
и така натаму. Еве на пример, сите коли, сите инвестиции за мебел, за коли се ставени на нула, освен ќе направиме едно одобрување за канцеларијата која што Република Северна Македонија ја има во Виена, бидејќи идната година председаваме со ОПСЕ и мора да биде опремена со мебел, нормално и со возила, бидејќи Република Северна Македонија ќе председава со ОПСЕ во 2023 година. Во моментот Министерството за финансии работи на новите пресметки на растот на бруто домашниот производ за оваа година, бидејќи постојат корекции, Светска банка веќе ги објави своите корекции. Верувам дека во вториот панел тоа ќе дискутираат, тука ги имаме и министерот за финансии. Меѓутоа, она што е најважно е дека буџетот е ликвиден, дека фискалната политика е координирана на неделно ниво со монетарната политика. Значи министерот за финансии, гувернерот на Народна банка и јас комуницираме на неделно ниво, се со цел и финансиската политика да биде одржлива и да биде монетарната политика прудентна и одговорна во однос на сите економски движења во државата. И вие како што гледате, сите исплати од буџетот се одвиваат непречено, без никакви застои, а пензиите и другите основни обврски кои што ги има буџетот се исплаќаат и пред време.